Исмаел Абази е единствениот обвинител кој јавноста не го виде ниту на слика, но мнозинството го избра тој да ја води битката против криминалот и корупцијата во следните 4 години. По 4 години прв обвинител во гостиварското више обвинителство, на официјалната веб страница од него нема ниту фотографија. Но не само таму, Абази го немаше ниту на соочувањето со неговите колеги кандидати пред изборот, без да се истакне и да каже со каква програма и визија ќе раководи со обвинителството за организиран, ја доби поддршката од 66 колеги. Тоа нив не им пречеше својот глас да го дадат за него, наместо за заменик шефот на Скопското основно јавно обвинителство Ерман Незири, кој се најде на второто место, со 2 гласа помалку од новиот шеф. Суспендираната шефица Русковска ќе треба да се задоволи со третото место, бидејќи убедила само 14 колеги да ја поддржат. На последното е колешката на Абази од гостиварското више обвинителство Деса Пауновска со само 10 гласачи. По објавувањето на овој резултат, ние како комисија ќе почекаме да во наредните 5 часови да добиеме евентуално приговори по кои што комисијата ќе треба да одлучи во рокот 12 часови. Посто ќе се објават и евентуално доколку има такви приговори и званичните резултати. Освен неважечки ливчиња, други нерегуларности главната изборна комисија не забележува. Обвинителите своето право на глас можеа да го остварат на 5 избирачки места. Државното обвинителство и вишите обвинителства во Скопје, Гостивар, Битола и Штип. Сега Советот на јавни обвинители ќе чека приговори, а доколку не ги добие, им преостанува една недела да го именуваат Абази официјално за нов шеф, на местото на времената замена на Русковска, Трајче Пеливанов. Како и Пеливанов, и Абази ќе треба да засупа ракави и да работи да пријава за екс-шансова Арафат Муареми и за техничкиот преглед на автобусот Беса Транс. Пред камерите од кандидатите на денот на изборот се појави само Вилма Русковска. На својот наследник рече, му порачува да ги работи најважните предистраги и истраги. Па голема е одговорноста. И претходно беше голема одговорноста и можам слободно да кажам дека е многу жешко толчето. Така да не е работата само да бидеш шеф. Него се очекува многу повеќе од тоа. Информациите кои досега се знаат за Абази од медиумите говорат дека тој по потекло е од Зајас, родното место на лидерот на ДУИ. Кариерата како правник ја градел многу брзо, но уште побрзо како обвинител. Од правник во Агенцијата за цивилно воздухопловство во Скопје, преминал скалило погоре и станал стручен соработник во Кичевскиот суд. Од соработник ја презел функцијата обвинител за по една година да стане шеф на вишото во Гостивар. Поддршка за Абази експресно стигна токму од функционерите на ДУИ. Прв беше заменик министерот во правда Агим Нухију.